Здраво, другари, добредојавте назад на мојот YouTube канал. Добредојавте во мојот нов влог. Без паника, без разлика на тоа што моментално сум вака дома стациониран, станува збор за влог, односно видеото треба да прерасне у влог, седнав само за да го најавам. Се разбудив онака мега расположен, правев доручек, пуштев музика, играв, пеев, циркуси и се слушнав со еден мој колега и се договоривме да тркнеме до Скопје затоа што свативме дека у Борис Трајковски, односно веќе Ајден арена, секогаш ги мешам, имаат наместено лизгалиште. Па прво ми се лизга, второ ми треба интересен контент, така што овој пат одлучив да ги спојам убавото и корисното и да одам на лизгање денеска. Сакам и да поминам низ некои продавници затоа што си купив еден капут кој стварно немам на што да го комбинирам и буквално ми требаат чизми. Ми требаат кафеави, али онака кафеава онака и окер. Не успеав да најдам такви чизми у Куманово и ете, ќе поминам низ некои продавнички затоа што ова лизгалиште чудно работи од 11 до 2, па работи од 5 до 9. Појма немам, ние ќе идеме у тој термин од 5 до 9, затоа што веќе е као 4, 3, не знам колку е. А претходно ќе поминеме или низ ГТЦ или во City Mall за евентуално да најдам такви чизми какви што барам. Иако бев пред неколку дена во City Mall, имавте можност тоа да го гледате во некој од претходните влогови. Како и да е, морам почесто вака да излагам, да шетам, затоа што треба да објавам уште па 10-11 видеа, така што мора да се наоѓа контент. Доколку имате некои идеи за статични видеа, додека сум дома вака да ви снимам нешто, пишувајте ми долу коментари или на Инстаграм, затоа што ја веќе немам идеи. До сега се иде онака као подмачкано и многу се радувам, затоа што секогаш го споредувам овој влогма со минатогодишниот и сваќам колку тогаш ми беше тешко, а колку сега ми е убаво. Напорно е, многу е напорно, меѓутоа во оној момент кога ќе излезе новото видео и кога ќе почнат да пристигнуваат коментари, пораки, кога ќе го почувствувам тој фидбек, просто не можам да се откажам. Ништо, да не должам со овие мои статични најави, ќе ви се јавам кога ќе стигнем у Скопје или у Спат, ако евентуално се дешава нешто интересно. До тогаш не заборавајте да оставите лайк, да коментирате нешто, да се претплатите на мојот YouTube канал со клик на subscribe и see you. 15 minutes later. Одамна не сум бил волку нервозен. Се качив у кола да ја запалам, не ќе се запали. По втор пат ми се испразнил акумулаторот. Тоа еднаш ми се случи кога бев во изолација, али тогаш се реков као ај долго време ја немам палено, па се сјебал. Плюс тогаш нешто заборив у кола во палено и се испразнил. Сега све функционира, мислам, све е на свое место. А не ќе ми запали колава. Сега се слушнав со колега ми Никола, му кажав дека за 10 минути ќе бидам кај него, да го соберам. И ми звонам на мајка ми и татко ми да ја земам колата на татко ми, не можам никога да добијам. Значи буквално седам у кола, ко посран и не знам што да правам. Океј, се слушаме покасно затоа што неќам да ме гледат увакви изданија кога сум нервозен. Чао. Другари, само да ви јавам дека ја земав колата на татко ми. Тргнав да го соберам колега ми и цепаме за Скопје. Изгубив некои дополнителни 40 минути. Бев нервозен ко никогаш до сега, но окей, се снајдов. Идеме за Скопје, се надам дека ќе стигнам на тоа лизгалиште пред да го затворат. Другари, стигнавме у City Mall затоа што имаме едно саат време луфт. Па лизгалиште во отвора теку 5. Смо почнува со работа, па таман ќе искористиме, шетаме, да спиеме некој кафе и ќе ли се снимаме, ево го иначе Никола, он мрзи да се снима предпоставам. Колега ми е така штет. Жив не сум, влегов у Котон и најдов некоја плетена бела ролка, така што ќе ја пробам сега да видам како ми стои. Одлучив да си ја купам белата ролка, чисто да ви јавам. Завршивме со шетање низ продавниците, останав само на ролката и идеме напред спрат за евентуално нешто да јадеме, да пиеме, така што ќе ви се јавам кога ќе се стационираме. Само да ви покажам што земав да јадам. Чизбургер голема кока-кола и голем помфрит. Cheers! Другари, само да ве апдейтирам дека завршивме и со јадење. Би требало да се симнеме доле да поминеме у тоа јиск, стварно не знам како се изговара. Како се вика? Ако некој знае како правилно се изговара таа продавница, нека ми напише у коментари на кирилица за да знам. У потрага сум по вакви, по некоја убава вазна. Влеземе у iStyle да го видиме новиот iPhone. И еве ги, ова е 12 Pro, ова е 12 Pro Max. Све едно ми, ако некој евентуално сака да ми купи нешто за нова година, у iStyle нека одбере еден од овие два. Јавете ми само за боја да ви потврдам. Супер. Добредојавте епизодава Марио се бара колава на паркинг у City Mall. Си ја најдов. Стигнавме пред Ајден арена и моментално одиме на кај валјда шалтерот, кај што се купува нешто, не бе дека треба да е. Има негде многу гужва и јас се надам дека таа гужва не е за
What the fuck? Sad vi snimam kao zbunat sam, ne znam kako da gi saznam rečenice. Evo čisto da vidite kako izgleda gužvava. A evo go, lizgalište. Se osjećam kao da čekam red pred banka. Bukvalno. Se osjećam kao kreten zato što sam bez jakna na celava maka. Se vraćam pak na kaj kola. Zato se ga вземам такси с палтото со кој што појдов. Ја мислев дека нема толку многу да се чека. Меѓутоа, кога веќе застанавме у ред, ќе се чекаме, ќе ве се јавам кога ќе дојдеме на ред. Ај, да вземам ја. Најинтересно ќе биде ако дојдем на ред, да вземам тие такви за лизгање. Иако нема број, затоа што ја носам 46. Така ќе биде спектакл и дебакл у исто време. Последен пат имам лизгано, ако не се лажам, кога бев у Германија кај сестра ми. Исто ви снима влог, ама тогаш за каналот Ивона и Марио, така што 2 години добри неам лизгано. Пред нас има 4 девојчиња и после тие 4 девојчиња влегуваме ние. Како си, Никола? Fucking frozen. Со душа го чекам моментот кога ќе прашам дали има 46. Најдовме 46. Се уште да со слободно место да седнам, да се облечам и ќе ви се јавам од надвор. Let's go. Некада давно смо били тамо, а сад смо овде, драги гледаци. Имам чувство дека ќе се утепам онака на прва. Доброто е што не сум заборел да лизгам. Е сега лошото е што одамна немам паднато генерално и сега ќе се истресам, ќе биде интересно. Значи ќе се рокнам. Сите очи исповадија. Буквално се плашам да не завршам вака. Лел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 е. Чуден филинг е кога ќе се испотиш на ладно. Буквално ладно ми е мокар сум. Ето да видите како лизга Никола. Ако евентуално падне да има спомен. Инаку кога дојдов на лизгање бев убеден дека ова пред мене се Александар Динев и Патриција. Дечково има иста коса као Александар, а и девојчево има као Патриција. Лелелелелеле. Fuck it! Друга само да ви јавам дека завршивме со лизгање, да се пресовлечем и ќе ви се јавам. Ја буквално се топам, а надвор е -3. Хит. By the way, овде уште редица се чека. Се ми текна дека во оној момент кога ќе стигнам дома треба да извадам акумулатор од кола, да го ставам да се пуни, а толку сум уморен што едва чекам онака да стигнам да седнам, да легнам. Меѓутоа ќе морам да вадам акумулатор и ако нешто се гледа ќе би го снимам и тоа, ако не ќе ви се јавам од дома за да го одјавам влогот. Ју, полиција. Седнав да го монтирам влогот и сватив дека вчера не сум го одјавил. Кога се прибрав едно саат време се бавав со акумулаторот, го вадев, па го ставав да се полни, се истуширав, се пресобликов и отидов првично кај Ивона, потоа со Ивона отидовме кај Силјан и заглавивме до Сабајле, така што тек сега успевам некако да монтирам, да работам, да снимам, така што ви се јавам само за да го одјавам влогот, со тоа што доколку ви се допаѓа, не заборавајте да оставите лайк и обавезно претплатете се на мојот YouTube канал со клик на subscribe, а ние се гледаме веќе утре на исто место во исто време. Чао!